Да видиме. Господи Ивановска, може одма да почнеме? Може, ве чекам. Така. Значи нас не треба став околу новата зграда, новите простори кои се вчера доделени од страна на владата. Ваш став, кога ќе може да се вселите и кога ќе може да профункционира софтверот што треба да ги поврзе институциите за подобра контрола и сузбивање на корупција. И што не беше добро во старите простори? Зошто има потреба од нови простори? Значи во ајде од тоа прашање да тргнеме. Во старите простори имаше проблем. Извинете што ќе ве прекинам, меѓутоа може ли да се наместите поцентрално на камерата за да можеме на телевизија убаво да исечеме кадар? Така, може да. Извинете. Неопходноста од нови простори уште пред 2 години ја истакнавме, заради тоа што оваа институција уште во 2018 година имаше добиено опрема, проект, која што се состои меѓу другото и од сервери, значи покрај лаптопи, компјутери, принтери и така натаму, има и сервери. Беше проблем каде да се сместат серверите, значи беше потребна сервер сала. И затоа потрагата по нови простори трае веќе, би рекла, 4-та година. Се најдоа тие простори, ја знаете приказната, меѓутоа минатата година настана проблем, иако и тогаш имаше владата донесено одлука за нас, меѓутоа настана проблем кога се појави здравствената криза и кога средствата мора да се пренаменат. Од тие причини ние преминавме на план Б и почнавме да размислуваме околу реконструкција на постојниве простори. Потоа се случи случката да се купат оние простори за кои што претходно средствата беа пренаменети и таму се смести Министерството за политички систем и би рекла, не знам, можеби нашето јавно искажување на незадоволство, како да кажам, можеби тоа ги предизвика овластените органи да изреагираат, бидејќи овие простори претходно не се веднаш сега изградени, туку си постоја. Како и да е, се најде решение, верувам дека ова решение ќе биде конечно, дотолку повеќе што не треба сега државата да двои дополнително средства за да ги купува, туку си се во собственост на државата, така што не предизвикува дополнителни фискални импликации. Од тие причини мислам дека ова поглавје со просторот ќе го затвориме. И конечно ќе можеме да се преселиме. Значи во тек е сега определување повторно на тоа место каде што треба да биде опремата и во најкусможен рок да се пресели целата комисија, затоа што таму има доволно соодветни канцелари за да можеме ние да се сместиме без некои поголеми инвестиции за преправки и така натаму. Понатаму според потребите ќе го правиме и тоа. Меѓутоа сега за почеток ќе гледаме со што помалце преправки и што побрзо да се преселиме. Вице-премиерот кажа дека и буџетот на комисијата е дуплиран, а обезбедени биле и средства за долго очекуваниот софтвер. За што станува збор, може ли да ни кажете? Значи, уште кога се подготвуваше предлог буџетот, имавме многу добра соработка со министерот за финансии и се договоривме кои се нашите приоритети, ги предочивме. Еден од тие приоритети беше обезбедување на средства за софтверот и по донесување на буџетот од страна на собранието, владата донесе одлука за повеќе годишна набавка за софтверско решение. Тоа кажува дека тоа значи дека во текот на ова и следната година Министерството за финансии, односно буџетот на Република Северна Македонија ќе ни обезбеди доволно средства за да можеме да ја обезбедиме оваа набавка и да можеме овие сервери што ќе ги ставиме во таа сервер сала конечно и да профункционираат. За таа цел во тек кај нас сега е јавна набавка за обезбедување на економски оператор кој што ќе го изработи софтвер. Значи тоа веќе си тече. Е во тек. Инаку нашиот буџет е онака спрема потребите, значи е зголемен за да ги задоволи овие наши приоритети. Тоа беа просторното сместување, односно средства за реконструкција беа предвидени во тој буџет, понатаму софтверско решение и обезбедување на средства за нови вработувања. Сега средствата што беа планирани за реконструкција ќе може да се пренаменат во софтверското решение или како и да е тоа во договор со министерот за финансии ќе се договориме како понатаму.
Може ли некој извинете колеги, само да прашам, околу софтверот, овој софтвер треба да ја поврза комисијата со 19 институции или е само за проверка на имотот на функционерите? Двете во едно, значи поврзувањето со 17 институции кои што се дефинирани во законот, значи полесно обезбедување на податоци, меѓу другото и за проверка на имотна состојба, но не само тоа, туку и други податоци. Вице-премиерот спомна формирање на некаква комисија, го задолжи Министерството за правда да го направи кадарот во таа комисија. Што ќе работи, сама да сте зборувале за тоа, што ќе работи таа комисија и кои се би членувал таму? Ние веќе неколку пати имаме предочено и пред вице-премиерот и пред министерот за правда, дека во досегашното функционирање на новоизбраниот состав на ДКСК, покрај тоа што имаше предизвик да го примени новиот закон за спречување на корупција и судирни интереси, ние всушност досега извршивме и практична оценка на решенијата содржани во самиот закон, нивната применливост, нивната конзистентност со други закони, целовитост и прецизност, така што се наметна потреба, се наметна суштински проблеми кои што на својот виден начин ја отежнуваат работата на комисијата и се јави потреба од додефинирање и допрецизирање на поедини одредби. За таа цел ќе биде формирана работна група и таа работна група ќе ја формира министерот за правда. Ние само дадовме едно упатување дека добро би било во таа работна група да членуваат практичари. А кој ќе биде, како ќе биде, значи тоа е сам почеток на... Добро, може ли попластично да ни кажете кои се тие суштински проблеми во законот? Па сега во детали не би можела да навлегувам, еве начелно би рекла, значи се однесуваат на статусот на постапките и на актите на ДКСК, на утврдување на начинот на постапување на комисијата по конкретни области, например, понатаму непрецизно дефинирање на поимите, потребно да се допрецизираат. Значи тоа јавноста ќе се биде благовремено известена за сите детали, всушност и законот ќе биде јавно покажан. Сега станува збор за иницијална потреба, нели, од формирање на таа работна група и кажување од наша страна на сите оние точки кои што ни предизвикале потешкоти во работењето и недоволна прецизност. Само што еве зборуваме дека ќе има законски измени, дека ќе добиете нови простори, буџетот е дуплиран, софтверот ќе почне да се, нели, подготвува. Софтверот сега да се обезбеди економскиот оператор, да се избере. Софтверот во најдобар случај ќе може да почне да функционира кон крајот на годината, да се тестира и да функционира. Дали има уште нешто на кое укажувате дека ви е потребно за да, нели, може да функционирате онака како што вие сметате дека треба? Нашите три најголеми потреби беа екипирање, обезбедување просторни услови и обезбедување на материјално-технички услови. Јас искрено се надевам дека оваа година конечно ќе можеме да ги затвориме овие прашања со вработувањата не во целост, меѓутоа пак во добар дел, така што мислам дека малку по-непречено следните 2 години ќе можеме да испункционираме. Океј. Фала ви многу. Ништо. Фала, пријатно. Чао.